Почитувани административни службеници, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ако не ги спречев казните за административните службеници за 2015 година, денес казните на Груевски власта на ВМРО ДПМН ќе удра по екзистенцијата на над 1700 службеници. За пример, имам и дел од списоците за оценување. Еве ги. Над 1700 административни службеници ќе беа казнети или со одземање на 5, 10 и 20% од нивната плата во период од цели 6 месеци, или ќе беа избркани од работа. Ако не беа избркани од работа, парично ќе беа казнети со по 30.000 денари, 15.000 или според најмалите казни со по 7.500 денари од платите во период од половина година. Тоа се пари за еден годишен одмор, на кој што вработените и онака, без паричните казни, не можат да си однесат своите деца. Абсурдот е во тоа што 5% административци, кои требаше да земат 7.500 денари помалку од платите, се всушност оценети со оценки од околу 4 или над 4, значи многу добар. Абсурдно е и тоа кој им ги пишувал казните на административните службеници, нивните шефови и раководители, кадри поставени од Груевски и власта на ВМРО ДПМН. Така е предвидено со Законот за административни службеници, донесен од страна на власта на Никола Груевски, најголем удел во оценката да има мислењето на шефот. Ова е само еден показател дека целта на овој закон е уцени заплашувања на администрацијата и обид за воспоставување послушност кон партиските директиви на шефовите. Откако ги разобличив овие намери и под притисок на инсистирањето на опозицијата во парламентот и демократската јавност, казните во 2015 година нема да се спроведат. Но власта на ВМРО ДПМН не се откажа од намерата казните да важат за оваа 2016 година. Сакам да ви порачам, почитувани вработени во администрацијата, нека не ве заплашуваат со казните од оценувањето за 2016 година. Не подклекнувајте на нивните политички притисоци. Во 2016 година доаѓа нова власт на чело со Социјалдемократскиот сојуз и ние ова апсурдно оценување ќе го кинеме. Ќе воведеме европски модел за напредување според степенот на кариера, што ќе зависи од годините поминати во струката и успешноста во работењето ќе носи повисока плата. Главен критериум за вработување нема да биде партиската книжка, туку стручноста и работното искуство. Предвидени се и други позитивни мерки за администрацијата, што ќе им олеснат и на граѓаните, како што е, например, флексибилното работно време, што ќе го воведеме во институциите, за што дополнително ќе зборуваме. Нашата цел е квалитетна, стручна и ефикасна администрација и задоволни граѓани, и тоа заеднички ќе го постигнеме преку мотивација, а не со казни, како што прави оваа власт. Промените почнаа, назад нема.